Për briefingun e dytë në orën e parë, Panço Toshkovski, ministri i punëve të brendshme, është tani në intervistë bashkë me ne dhe fillojmë intervistën me njëherë që mos hupim kohë për të marrë përgjigjet e dura. Dobro utro, gospodine Toshkovski. Јас ги прашувам гостите дали знаат малку албански, за да онака да се разбудиме по-добро. Дали ме разбрахте нешто што кажав сега? За жал не. За жал не. Од каде доаѓате? Од Велес. Од Велес? Јас сум велешанец. За жал не. Добро ќе биде да го научам албанскиот. Навистина ќе е корисно и за мене и за моите соговорници. Ке ми треба понекогаш. Нажал, некогаш. Многу пати ми треба. И ми требало и во рамки на претходната професија која што сум ја работел како адвокат, навистина. Сум имал доста комуникација и со албанци надвор од Македонија кои што сакале да инвестираат овде, со исто така професионална соработка со колеги, но нажалост сме комуницирале на македонски. Или на македонски или на англиски, нажалост на албански. Важно е да се има така добар позитивен да бидете позитивно настроен, но јас кога го менувам јазикот малце ми треба 2-3 секунди. Тоа е. Важно е да бидете позитивно настроени и да сакате да научите, другото ќе си дојде. Добро би било да го научам. Малце турски можам да пофатам. Така? Да, малце ромски можам да пофатам, но нажалост албански најмалце. Вајда, како дете сум растал во средина со дечиња од турска националност, со дечиња од ромска националност. Таков е оној дел од баба ми и дедо ми кај што живеат и сум имал среќа да ги слушам турскиот и ромскиот и да можам и денеска да разберам, но нажалост е со албанскиот во онаа фаза на развој помалку. Важно имате интерес, тоа реков и колку за да... Човек колку повеќе јазици знае, толку подобро. Сигурно. Особено па јазиците на луѓето со кои што секојдневно во контакт. Јас сум во контакт со многу број на албанци во текот на денот. И да, малце ми е, како да ви кажам, така незгодно кога не можам да ги разберам на нивниот јазик, но се надевам дека во иднина ќе имам доволно време да можам да се посветам малце да научам и јас албански. Мило ми е, господине Тошковски, ќе почнеме и со овие сериозните прашања сега. Дали ќе имаме мирни и демократски избори е првото прашање и дали МВР е спремно да одговори на сите предизвици? Министерството за внатрешни работи мора да одговори на сите предизвици. Министерството за внатрешни работи ќе стори се во рамки на своите надлежности да обезбеди мирни, фер и демократски избори. Сите македонски граѓани, сите оние кои што живеат на територија на Република Македонија, сите албанци, сите турци, сите роми, бошњаци, срби, власи и останати, сакаат да имаме мирно море. Сакаат да имаме мирни, фер избори, каде што секој еден наш државјанин, кој што има право на глас, ќе си го даде она што го чувствува со заокружување на реден број кој што смета дека треба да даде поддршката. Многу е битно народот да излезе да гласа. Многу е битно да го искористи своето право на глас, се со цел да го пренесе легитимитетот на народните представници во најголем можен број, за да имаме утре други ден и собрание, и влада која што ќе го исцрпи легитимитетот од народот во максимално можен број. Само така можеме да одиме напред. Она одење напред многу често се употребува од една политичка партија во Република Македонија, малце така, мислам дека повеќе е злоупотребено отколку употребувано, но навистина сите сакаме... Сите сакаме да одиме напред. Апсолутно. Зошто според вас, господине министре, во Тетово и Гостивар треба дополнително полициско присуство во текот на изборите? Фамата која што се створи во јавноста во однос на Тетово и Гостивар е исклучиво по вина на владата. Зошто? Исклучиво, извинете? Исклучиво по вина на нашата влада. Окей. Зошто? Заради тоа што принципиелно јас побарав заедно со дополнителниот министер на секоја една надлежна полициска станица, така да кажеме, односно надлежно СВР, кој што ги има во Македонија, да бидат поставени од моја страна началник, од страна на дополнителен началник, кои што во контекст на првото прашање ќе треба да дадат максимум и да гарантираат фер и демократски
изборен процес. Немаме слушнато дека во другите градови ќе има вака додадена сигурност или Владата е таа која што злоупотребувајќи го законот за влада, односно постапувајќи спротивно на одредбите од законот за влада, не ми дозволи не точно име и презимене, туку не ми дозволи работна позиција на, односно не даде согласност на систематизацијата која што ја предложивме јас и дополнителниот. Каква систематизација? Согласно одредбите од законот за влада, владата е таа која што пред да стапи во сила систематизацијата во рамки на Министерството за внатрешни работи и пред да ми биде дадена законска можност да јас поставам началник, а дополнителниот постави дополнителен началник за време на овој технички изборен период, еве така да го наречам, владата треба да даде согласност на оваа систематизација. Сега пазете. На сите други саварења даде согласност. Систематизацијата стапи во сила и таму и сега се поставени началник од едниот и од другиот и си работат заедно. Во Тетово и Гостивар? Само во Тетово, каде што влегува Гостивар, Брвеница, Јагуновци и така натаму, изборна единица 6, така, да кажам. Само таму владата не дозволи да јас поставам началник, да дополнителниот постави дополнителен началник, односно остана истиот началник од претходно, кој пак не е таму да речеме долги години, туку е поставен месец дена пред јас да бидам поставен за министер. Со него. Што кажа началникот на СВР Тетово? Од началникот на СВР Тетово добив уверување дека истиот ќе постапува во целост согласно законски одредби, професионално, се во интерес за да имаме фер и демократски избори. Но фактот дека владата не дозволи, а при тоа не даде никакво правно образложение и при тоа дрско ги лажеше македонските граѓани, како ги лажеше, на прашање на ваш колега новинар, дали е вистина она кое што го говори министерот за внатрешни работи дека не сте дале согласност, тие одговараат на отворена седница на владата, такво нешто не било дискутирано. Па кој не знае дека на затворена седница на влада се дава согласност за промена на систематизација која што се однесува на Министерството за внатрешни работи, таа има одреден степен на доверливост и мора да оди по закон на затворена седница. Така да кога, како да кажам, владата е тој орган кој што го дава под знак прашање целокупното функционирање на овој процес, особено кога со флагрантно кршење на одредби од закон и со вака дрско лажење на новинарската фела, кога лажете новинарската фела, да го лажете народот. Со вакво дрско лажење на народот и со вакво незаконито постапување, без никакво правно образложение, се решава ова да го стори само за изборна единица 6, еве вие кога би биле на моје место, не би се сомневали? Дека тука има нешто во позадина? Значи, ве наместија, инаку кажам. Слободно можем да кажам дека се наместија самите себе си. Зошто се наместија самите себе си? Заради тоа што, ако сметаат дека колективна одговорност не е дефинирана во кривичен законник и во останати закони, тоа се лажат. Секој едно действие незаконито, кое што е превземено, без разлика дали од поединец или од колективно тело, си има одредени елементи кои што се ги исполнува согласно одредени одредби од одреден закон. Така да одговорност виднина мора да има. Одговорност виднина мора да има за секое незаконито постапување. Се во рамки на закон за процесни одредби што се дефинираат, што значи тоа јас многу често го користам, презумпција на невиност мора да се почитува. Политички прогон не смее да има. Никаков прогон не смее да има, не пак политички, од аспект на злоупотреба, не од аспект на употреба. Но одговорност мора да има. Вие споменавте за да имаме нормална држава, за да имаме нормално функционирање, за да сме насмеани, за да се чувствуваме како што треба, за да ни убав денот, треба секој да е еднаков пред законот. Не може за мене да важи законот, за вас да не важи обратно. Така, сега они биле дел од влада и можеле да прават што сакаат. Само да ме прашам нешто. Односно, сега за сега бива, ама за брзо време нема да е така. За брзо време нема да е така. И јас два пати би размислил да сум на нивно место, дали така би постапал видно. Ме интересира на почеток кога рековте
нешто интересно. На почетокот на ова прашање, на вашиот одговор, рековте, има една фама за Тетово Гостивар. Значи има каква фама? Видите, кога ја гледаме генералната слика на постапување на оваа влада, така, до сега како тераш? Многу разлика нема од оваа техничка влада до онаа влада од претходно што беше. Зборуваме конкретно. Најконкретно зборувам и јас. Дозволете. Добро. Се пазите каква ситуација имаме. Се може во рамки на закон, од аспект на законски права кои што ги имам, да ги побарам. Ама за Тетово и Гостивар не може. Сега, само за Тетово и Гостивар началникот на СВР е сменет предходно пред месец дена. Замислете. И сега пазите сега. Во Тетово и Гостивар имаме одредени действија кои што иритираат голем број на граѓани во Република Македонија. Ги знаете кои беа претходниот период, така? И сега сето ова е случајно, така? Ние треба да си седиме и да си се погледнеме вака во очи и да речеме да, владата си е супер. Она еве го почитува законот, ама го почитува законот за Струмица. Го почитува законот за Штип, го почитува законот за Струја. Дали ваков аларм како за Гостивар и Тетово се стави и за другите градови? Немаме слушното дека во Струмица, во Охрид, во другите градови, во другите единици имате побарано за повеќе сигурност и повеќе луѓе што ќе да сме честни во пристапот. Добро. Мојата загриженост која што ја отворив на оперативниот штаб од аспект на конкретни действија кои што се превземаат во претходниот период, нели нормално е како министер за внатрешни работи да бидам фокусиран онаму каде што треба најмногу да се посвети и моето внимание и вниманието на мојот тим. Зошто мислите дека во Тетово и во Гостивар треба најмногу да се фокусирате? Таму, знаете зошто? Сега да ви објаснам. Знаеме дека доминантни гласачи во таа единица, во шестка, се албанците. И сега малце е како проблематично или да трики, браво, малце е трики. Зошто инсистирате за во таа единица да има повеќе сигурност, а во другите не? Само кажете ми зошто. Заради тоа што владата така реши. Владата да ми го направеше ова незаконие во Штип, тоа ќе бев загрижен за Штип. Видите, ние мораме да се фокусираме на изворов, на проблемов, не на кад би било, шта би било. Дали се потребни овие предизборни тензии? Се коментира како така? Или некако да се гледа тој момент како можен проблем или таа единица како можно проблематична единица? Мислам дека е тензија, трики да речеме. Тензија ако има, тогаш таа тензија има наметнато владата. За мене постои закон. За мене постои уредба, за мене постои систематизација, за мене постои еднаквост на граѓаните пред законот. Пак ќе повторам, не може за вас да важи законот, а за мене да не важи законот. За една иста работа. Не може за вас да биде дозволено тоа, а за мене да не биде дозволено. За една иста работа. Или ќе сме еднакви пред законот сите, или нема да имаме држава. Како што немаме моментално. Ајде да го поминеме ова. Мислам дека горе-долу задавме одговор. Ќе има ли оперативен штаб за изборите и дали соработувате со Бирото за јавна безбедност? Оперативен штаб е формиран. Оперативен штаб е формиран. Пред некој ден имав на моје барање состанок со сите членови во рамки на оперативниот штаб, да кажам, во проширен состав. И беше разговарано на основната цел заради која што постои оваа техничка влада, а тоа е се оно кое што треба да се превземе од аспект на мирни, фери демократски избори. И пак ќе повторам, се надевам дека и сум убеден дека од страна на мојот тим и од страна на Министерството за внатрешни работи ќе се направи се што може да се направи за да имаме мирно море во наредниот период. Искрено сум, мака, како да кажем, разочаран од одредени функционери во рамки на Министерството, можам тоа слободно да го кажам,
но нивниот однос и нивната почит кон македонските граѓани и кон институцијата и кон државата е нивна работа. Ти суди народот во иднина за сето тоа. Еве случајно се погоди да ве прашам за заменик дополнителниот министер, можеби и за него мислевте претходно, какви ви се односите со господинот Емацелиев? Не мислев на директорот на Бирото за јавна безбедност, за ова што го кажав претходно. Добро. Со двајцата комуникацијата која што имаме вака културна и на одредено цивилизирано ниво, тоа не може ни поинаку да биде. Ја терате работата. Ја се трудиме да ја тераме работата, само што јас се трудам да ја терам работата од 8 часот се бајле, а директорот вчера да речеме на работа дојде негде отприлика околу 9:40. И ме оневозможи да постапам по правосилна судска пресуда. Тоа вака е еден факт кој што ќе биде процесуиран и во иднина се со цел расветлување на вистината и утврдување на соодветна фактичка состојба. Значи, во текот на оваа недела доставена беше до мене правосилна пресуда од страна на управниот суд. Пресуда со која што се поништи одлука на владата на Република Македонија, а таа одлука на владата на Република Македонија беше поврзана со поставување на командир на полициска станица Прилеп. Сега, што значи ова вака да симплифицираме? Командир на полициска станица Прилеп, согласно закон, се бира врз основа на одлука донесена од страна на Советот на граѓаните во општина Прилеп. И сега, Советот на општина Прилеп, легитимен представник на граѓаните на општина Прилеп, така, избрал определено име и презиме на одреден човек, кој што треба да биде поставен за командир. Јас подпишувам решение и господинот Петре Петревски, да речеме, го поставувам за командир на полициска станица во Прилеп. Владата го спречи тоа со тоа што поништи еден акт кој што претходи на целокупниот овој процес. Управниот суд ја поништи одлуката на владата како незаконита. Де факто, министерот за внатрешни работи сега има право да постави со решение командир на полициска станица Прилеп. Зошто ми го кажувате ова? Сега зошто ви го кажувам. Во текот на вчерашниот ден, јас бев во посета на ОВР Прилеп. Во текот на минатата недела, бев напаѓан од страна на одреден политички субјект дека таму безбедносната состојба била влошена и така натаму и така натаму. Не е само значи фамата за како што велите вие за едно место, еве да речеме имаме и за друго. Сега дека што има потенцијален ризик, јас го говорам тоа. Не сакам да бидам злоупотребуван. И сега замислете, јас одам во Прилеп, така. Добро би било веднаш да се постапи по пресудата на управен суд, така. И сега замислете, министерот е тој кој што е должен, не само има право, е должен да постапи по пресуда на управниот суд и да назначи командир за ВПС Прилеп. Но директорот, согласно некоја процедура, не знам која, ќе видиме која е процедурата во детали, требало на посулче, на празен лист хартија, каде што вика се е известен, да пише окей и да се подпише. Тоа значило дека он го видел решението. Пазите сега. Решението кое што го подпишува министерот. И само министерот има право да го подпише. И само министерот има должност да го подпише. И само министерот е тој кој што назначува командир на полициска станица. А изминатиот период командир на полициска станица во Прилеп нема. И пазите сега, директорот иде на работа во 9:40 или 9:30 да речеме. Јас го чекам во канцеларија 40 минути кај него. И при тоа ми вели дека требало да биде запознаен во детали со известување во односно со решението и не постапува по правосилна пресуда. Сега, ако некој сака да се игра и да го подценува интелектот на македонските граѓани, ако некој сака да се игра и да ги подценува капацитетите на овој народ кој што живее овде и да се игра со нивните емоции и сочувства, во насока на тоа да не постапува по правосилна пресуда и да не назначува командир на полициска станица во Прилеп, страшно се клизнал. Страшно се клизнал. Имаме уште 5 минути и јас имам уште 5 прашања. Во рамки на оваа влада и во досегашното нивно работење до сега, може би никој за ништо не одговарал ако имал моќ.
и ако имал влијание во одредени структури, особено полициски, јас ви гарантирам дека од кога ќе се ослободат институциите, секој ќе одговара со име и со презиме. Сакам да зборуваме малце за убиството на лекарот. Чувствителни истраги се овие, но и вооружениот инцидент во Арачиново. Ова имаше потик на еден мал судир во МВР овие две случаи. Ги надминавте ли? Во однос на првото прашање, ова не потикнало никаков судир, туку во однос на првото прашање кој што ми го поставивте, дополнителниот министер имаше една неумесна и непрофесионална изјава во јавноста, за која што тука би застанал и не би сакал повеќе да говорам. Добро. Затоа што еве сакам да бидам политички културен, а во однос на детали за предметниот кривично правен настан, не би сакал да навлегувам заради тоа што таму истрагата е во тек. Всушност имаше и апел од јавното обвинителство да не се истрчува во јавноста со одредени информации кои што може да загрозат истата. Во однос на првото прашање толку. Во однос на второто прашање, кое што го поставивте, тука беа демантирани некои изјави од некого кои што не биле никогаш ни дадени суштински. Што сакам да кажам? Факт е дека во текот на денот кога беше она пукање во Арачиново, факт е дека беа приведени две лица. Факт е. Факт е дека тие две лица кои што беа приведени на одреден начин беа поврзани со овој кривично правен настан. И факт е дека се констатираше дека едното лице од предметните се бара со потерница од друга странска држава и факт е дека е постапено согласно закон и во однос на ново лице. И факт е дека се уште таму тој кривично правен настан формално од аспект на надлежност на моето министерство не е затворен и се работи интензивно. Видете, работата ново министерство е чувствително. Информациите кои што излегуваат, особено од човек кој што е на позиција на министер, се многу чувствителни. Јас се многу внимавам кои поими ги употребувам, што кажувам во јавноста. Се е класифицирано, сигурно. И како комуницирам со јавноста. И тргам секогаш од два постулати. Првиот постулат е постапување согласно закон и вториот постулат е искреност према јавноста. Ама во никој случај не обид за популизам, а при тоа загрозување на истраги. Јасно, многу кратко, министре, пошто сме на крај, 30 секунди, каква е ситуацијата со личните документи? Тоа најмногу ги мачи граѓаните сега. Дали се надминати проблемите и како го затекнавте министерството? Затекнато во хаос. Сега ситуацијата е многу подобра него претходно. Дали е решен проблемот во однос на пасошите? Не. Зошто? Заради тоа што не можеме да принтаме повеќе од 3200 пасоши на ден. Фала ви многу за гостувањето. Фала ви и вам. Ми беше чест. Исто така, министри и punove të brendshme Pançe Toshkovski në briefingun e dytë për ditën e sotme. Unë ju uroj një fundjavë të mbar dhe shihemi bashkë të hënën në orën 8. Mirupafshim.